Благодарам, почитувам председателе, почитувани колеги представници, почитувани колеги пратеници, представници на владата. Во мојата дискусија јас само би го потврдил или би се придружил кон она што беше кажано од претходниците, колегата Милошовски, колегата Николовски, исто така поентите кои што беа кажани во дел од дискусиите на господинот Трајанов и господицата Мехмети, но би додал и уште една димензија која што заслужува да биде спомната и која што добро е, особено Бранко Црвенковски како лидер на СДСМ, да ја има во предвид. А тоа се мислењата, ставовите, желбите, стремежите на членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Во изминатите 2-3 недели имав можност човечки да се сретнам со поголем број случајно на членови на Социјалдемократскиот сојуз, со кои што се знаеме како познаници, со кои што заедно сме биле дел и во пратеничките клупи и на половина глас добар дел од нив сакаат да учествуваат на избори. Молчат, се гледа дека нешто ги тишти, не сакаат некои работи јавно да ги изговорат, но повеќе од јасно е дека членството на Социјалдемократскиот сојуз сака да излезе на избори. Одлуката на Бранко Црвенковски за бојкот ќе значи дека Социјалдемократскиот сојуз нема да има ниту еден советник во општините во Република Македонија. Во оние општини во кои што СДС, во кои што има вкупно 9 советници. Зависно од изборниот резултат, СДСМ може да очекува 2, 3 или 4 советници. Може би некаде и 5. Во оние совети на општините, каде што, например, има 15 советници, тоа се градовите од 17 до 20-23 илјади жители. За тие општини зборуваме. СДСМ би требало да има 5 советници, 7 советници, може би некаде и 8. Значи, зборуваме за оние општини како што е, например, Пробиштип, Виница, Крива Паланка. Зборуваме за општини со големина, нешто поголема од тоа Радовиш. Зборуваме за општини кои што се во околината на Скопје, Илинден. Понатаму зборуваме за општини со големина на Неготино. И така натаму, и така натаму. Свети Никола исто така. Одлуката на Бранко Црвенковски за бојкот ќе значи да се нема ниту еден советник од страна на Социјалдемократскиот сојуз во општините во кои што има 23 советници. Такви се, например, општината Штип, општината Охрид, поголема од тоа општината Прилеп, општината Битола, уште поголема од тоа. Значи, 31 советник има во Битола. Понатаму, во Куманово има 33 советници. СДСМ таму би сметал, зависно од изборните резултати, 8, 9, 10, 12 советници, зависи кој ќе биде изборниот успех. Значи, зборуваме за луѓе кои што се реални политички активисти, зборуваме за председатели на општинските организации на СДСМ, подпредседатели на општинските организации на СДСМ, секретари на општинските организации на СДСМ, председатели на Социјалдемократската младина во дадените општини, председатели на женските организации. Значи, тоа се луѓе кои што се реално активни, луѓе кои што имаат своји идеи и програми за овие општини. И сите овие општини, поради неразумноста на Бранко Црвенковски, ќе останат без советници од СДСМ. Тоа не треба да се случи. Тоа не треба да се случи, значи зборуваме тука покрај помалите рурални општини, покрај средните општини, зборуваме и за поголемите општини. Значи зборуваме за градот Куманово, за градот Струмица, за градот Штип, за градот Кочани, понатаму зборуваме за Прилеп и Битола, и така натаму, вклучувајќи ги и скопските општини. Ние колку и да сакаме да не се согласуваме со СДСМ, колку и да сме спротивставени, не можеме да не кажеме дека СДСМ нема силни општински организации во Карпош, во Куманово или во Струмица. Иако сме политички соперници, иако сме на различни страни, во тие општини реално СДСМ има силна структура. Зошто таа силна структура да не биде политички представена? Па макар и во општините во кои што СДСМ е условно кажано послаб. Например, тоа би било општината Зелениково, Илинден, Петровец и така натаму и така натаму. Има поголем број на општини во кои што СДСМ
не е на висината на задачата. Но треба да се учествува во избирачкиот процес. Значи, оваа моја дискусија, покрај она што беше, значи, кажан и од колегата Николовски, и од колегата Милошовски, е насочена пред се до членството, до активистите на Социјалдемократскиот сојуз. Сме на спротивставени страни, понекогаш сме жестока конкуренција. Но во Република Македонија тие спротивставености треба да ги решаваме на избори. Да им дадеме можност на граѓаните да избираат. Да не му сеускратува правото на било кој член на СДСМ да излезе, да се кандидира на листа и после тоа да биде исклучен од членство. Зборуваме за бројка на ниво на Република Македонија. Дали зборуваме за 500, 700, 900 или 1000 потенцијални советници, зависи од изборните резултати. Но станува збор за одлука на Бранко Црвенковски за неговото самоволие, која што е штетна за Република Македонија, штетна за евроатлантските интеграции, но штетна и за партијата која што ја предводи. Ако излезе на избори, тогаш нека се соочи со поразот, нека поднесе оставка. Почитувани присутни, Бранко Црвенковски е лидер на Социјалдемократскиот сојуз од април 1991 година. Лидер на СДСМ од април 1991 година. Тогаш председател на САД беше Джордж Буш постариот, 41-ви председател. Сега веќе има 44-ти. Тогаш председател на СССР беше Михаил Горбачов. Ниту постои СССР, ниту Горбачов е политичар. Сергеј Бубка таа година постигна светски рекорд, сега е веќе средовечен човек на 50 години. Обединетите нации променија 4 генерални секретари. А Бранко Црвенковски се уште е лидер на Бихачка, иако поред ги губи изборите. 6 избори поред губи СДСМ. Значи, ова е дискусија. Иако не се согласувам со СДСМ, иако сме на различни страни, се работи за луѓе кои што имаат активизам, кои што имаат активитет. Луѓе кои што едноставно се наши соперници, на кои што мора да ги почитуваме. Тие луѓе до 3 март со овој предлог кој што тука ќе го изгласаме, ќе добијат можност да се кандидираат. Да излезат да се кандидираат, да се ослободат од стегите на Црвенковски и после тоа во една фер, демократска изборна утакмица или надпревар да го оставиме граѓаните да избираат, а дента која ќе дојдат изборите во 10, во 11 часот, заеднички да си честитаме. Тоа е онаа Македонија која што досега неколку пати имала нормална и она како што треба промена на власта. Сите овие изборни законици кои што ги носиме и кои што од година во година ги подобруваме, не се пречка опозицијата да учествува на изборите. Законите беа полоши во 98 година, но тоа не пречеше ВМРО ДПМН да победи. Тоа не пречеше ВМРО ДПМН 98 година да го победи СДСМ на избори. Законите беа лоши, полоши 2000 година, но тоа не му пречеше на тогаш силниот СДСМ убедливо да победи на изборите 2000 година, на локалните избори 2000. Законите не беа волку согласени со европските на 15 септември 2002 година, но тоа не му пречеше на СДСМ да победи на 15 септември 2002 година. Законите немаа дополнителни измени, беа уште понесовршени од сега, но тоа не му пречеше на ВМРО ДПМН да победи на 5 јули 2006 година и да го прати СДСМ во опозиција. Значи, ние постепено, сите овие 15 години наназад ги подобруваме законите, но причината за непобедување, односно порази на Социјалдемократскиот сојуз, не треба да се бараат во законите или во извршната власт или во законодавната власт. Треба да се направи погледот во огледало. Треба да се погледне сопствените редови, треба да се погледне лидерот на таа партија. А лидерот на таа партија нема подршка повеќе од 15%, 20% од граѓаните на Република Македонија на позитивно и негативно мислење. А во вкупно, кумулативно, која ќе се собере, не повеќе од 9%. Таков СДСМ не може да победи. Таков СДСМ треба да се реформира. Таквиот СДСМ не треба да биде повеќе авторитарна партија во која што кликата околу Бранко Црвенковски ќе ги носи сите одлуки. Почитувани присутни, да му возможиме на СДСМ и коалицијата, кога го зборувам ова, зборувам и за коалицијата, да им возможиме
да се номинираат, да ги предложат, да ги состават листите и да излеземе на изборен надпревар. За еден месец да имаме избори и граѓаните да одлучат. Благодарам.